Судбината на референдумот оставена во рацете на Уставниот суд. Нама се пред уставните суди утре ќе се најдат поднесените иницијативи на Левица и на Светски македонски конгрес, со кој се бара времено да биде стопиран целиот процес за граѓанско изјаснување. Професорите по уставно право се децидни. Ова што сега и се случува на Македонија е невиден преседен, а за уставноста на одлуката може да говори само Уставниот суд. Професорката Гордана Силјановска за Алфа вели дека сега е шансата на судот да ја врати довербата кај народот, а не лошата можност е доколку се прогласи за ненадлежен. Без објавен закон за ратификација, без подпис на указот, распишан референдум и почната е постапката на кампања. Нашиот уставен суд во минатото пропуштил да биде вистински независен бранител на уставот. Сега има шанса да започне нова ера и да остане запомнет како бранител на принципот на владење на правото. Тоа што уставен најави дека ќе постапува ќе биде најголем придонес не само за законитост, туку и за заштита на демократијата. Ако постојано се повикуваме на ЕУ стандардите, сега е време да го покаже тоа на дело како што многу европски уставни судови го правеле. Најлошо е ако се прогласи за ненадлежен. Со сериозни формално правни и материјални забелешки, партијата Левица алармираа дека се спорни конструкцијата и карактерот на прашањето, а ги нема ниту 7 задолжителни елементи. Очекуваат утре уставен да ја прифати нивната иницијатива. Според нашиот правен тим, одлуката е очигледно неуставна. Очекуваме Уставниот суд да постапи така, т.е. да донесе времена мерка за стопирање на референдумот. Па спорна е, значи како што кажате, и формалната страна и материјалната страна. Ведено е само дека е факултативен и консултативен, а не се наведени другите типови на референдум кој што може да биде. Светскиот македонски конгрес од Уставен суд бара поништување на правилникот донесен од Државната изборна комисија за подготовка, организирање и спроведување на референдумот закажан за 30 септември. Референдумот е проблематизиран, односно инициирана е поднесена иницијатива пред Уставниот суд. Уставниот суд за поништување на одлуката за распишување референдум, затоа што ја суспендира слободно изразената волја на народот и граѓаните од 8 септември 1991 година и затоа што е во спротивност со случајна спогодбата за промена на името, идентитетот, историјата, со уставот и законите. Спротивна е со меѓународното право. Судијата известител предлага времена мерка, како што и ние предлагавме, а тоа значи да се стопираат сите активности во врска со референдумот. Не е точно дека 80% од народот, од граѓаните, сите ќе гласат за. За прв пат во историјата, вели Силјановска, ДИК донесува и правилник за спроведување на референдумот без објавен закон за ратификација на договорот од Преспа, на што се однесува иницијативата на Светски македонски конгрес, што е дополнителен преседен. Од друга страна пак дел од познавачите алармираат дека отворена е опцијата власта да ја злоупотреби одлуката доколку Уставниот суд реши да го поништи референдумот, со изговор дека доколку нема услови за изјаснување, тие мораат сами да го спроведат Преспанскиот договор и без гласот на народот, а за нов референдум ќе треба многу дополнително време. Доколку Уставниот суд пак ги прифати иницијативите, може да се поништи одлуката за распишување на референдумот веднаш и да донесе време на мирка до одлучување, со што се суспендираат сите поединечни действија и акти со цел заради спречување на штетни последици по буџетот, научните обврзници и правниот поредок на земјата. Во 2015-та, Португалскиот уставен суд во ваква состојба како македонската го врати прашањето на референдумот на предлагачот, оценувајќи го како нејасно.